Ќе се обидам да ја освежам меморијата еден месец потоа, ама во освежувањето го побарав извештајот од комисијата. И интересна работа, морам да кажам. Вели пратениците Дајан Чоевтимов, Гица Паласовска, Ели Панова, Жаклина Пешевска, Гордана Силјановска Давкова и Љупчо Пренџов во однос на годишниот извештај ги истакнаа следните забелешки, не баре сме пееле во хор. И наброени се забелешки, ама потем следи пратеникот во машки род, Снежана Калевска истакна еден пасос. Пратеникот Љатифе Шиковска, значи дури нема ни женски говор, истакна пак пасос. Пратеникот Панче Минов пасос. Председателот на комисијата Сонја Мираковски пасос. Ова не е добро. Ова е дискриминација на пратениците овде. Ако се оди поединечно, јас не зборувам во хор, треба секој што кажало, јас полно од овие работи не сум ги кажала, овде излегува, не знам што сум кажала, бидејќи сите сме подведени колективно. Значи, молам за корекција. Тоа е прво. Второ, ќе почнам со прашањето до вас, бидејќи ме интересира што мислите во моментов, веќе во Страсбур се полни судот со иницијативи од граѓани за повреда на еднаквоста, за повреда на правото на живот, за здравјето во нивните држави. Значи, и мене ме интересира што вие утврдивте во овој период како најчеста повреда на врзана за правото на здрав живот. Бидејќи јас такви гледам, намерно ви го поставувам прашањето, и кај нас се случува председател на комисија за заштита од заразни болести да вели, па дали одговара господјата Меркел, дали некој покренала постапка за премиерот на Италија. Тоа не е негова работа, иначе покрена во Италија, во Канада поднесе оставка, во Словачка поднесе оставка. Не ми е јасно како тоа лекари сакаат да зборуваат за работи што не им се надлежност. Сега за самиот извештај. Да, извештајот беше дебел, аргументиран, повредите беа во најголем дел области утврдени и мислам дека тоа е добар пристап. Што сакам јас да кажам, што не се случува во оваа држава, а мора да се случи? Кога се поднесуваат годишните извештаи во парламентите во Финска, во Данска, во Шведска, во Нов Зеланд, стрепат, целата државна и јавна администрација е на штрек. Што ќе чуе? Истото е и со периодичните, исто е и со изјавите на правобранителите кои важат за едни од најпочитуваните личности. Зошто? Зошто се продолжители и ја продолжуваат римската традиција на трибуните кои ги бранеле обичните граѓани, значи плебсот. Што е најзабележително овде, бидејќи јас ќе се задржам на она што јас сум го истакнала, значи по области е селектиран извештајот и во речиси секоја област се истакнуваат повреди. Јас, веќе еден колега истакна, сакам да кажам дека ние сме постојано во Страсбур на дневниот ред на судот, токму со она судење во разумен рок, го внесовме во законот, но повторно имаме проблем и навистина со право се укажува дека не смее да се толерира доцнењето, зашто понекогаш за доцнетата правда е исто така голема неправда. Значи тоа, исто така, мислам дека треба да се стави акцент на предистражната постапка, која е една сива зона се уште и во која што има повреди на човековите слободи и права. Од останатите, јас само некои ќе напоменам, не можам да покријам и се извинувам на граѓаните, фамозниот закон за извршители и статусот на извршителите во поглед на правата на граѓаните се кршат, дури наплатата се врши и во поглед на она што е минимум за живот и постојано велам дека треба да се преиспитаат надлежностите на извршителите, со право вие го потенцирате овој проблем. Понатаму исто така би сакала да напоменам, бидејќи
цените на струјата пораснаа, меѓутоа неодржливо е, има постапка пред судот, знам поднесено, дека е можно без некого да информирате предходно, да почнете да му наплатувате од она што го има, па макар е тоа и минимумот. Најмногу ме боли повредата на правата на децата. Јас сум една од оние кои се повикуваат многу често на норвешкиот устав, во кој што има посебен дел за заштита на правата на децата. Значи, особено мислам дека тука треба да се обрнат надлежните, да обрнат внимание на правата на децата со посебни потреби, особено во образовниот процес. Сите знаеме дека нема хендикепирани луѓе, има хендикепирана држава, која не гледа дека тие деца и останатите само на поинаков начин ги изразуваат своите способности. Ако не им овозможиме ние еднаквост на шансите, не можеме да го искористиме нивното знаење и нивниот труд. Значи, ги споменаа урбанистичките планови, да, јас сум една од оние што сметаат дека деталните урбанистички планови треба да одат на референдум, бидејќи јас сакам да одлучувам за местото на живење како ќе изгледа, а не некој политичар кој можеби од оваа област не знае, нема никакво знаење. Значи, исто така, посебно од господјата Шиковска не ја гледам, онаа сага со контролата во гинеколошките здравствени установи мора на неја да се стави крај. Видовме што се случи во Струга, страшно е, значи не е доволно да го смените главниот, туку не смее да дојде да се толерира ваква пракса. Понатаму, значи, кога ги споменав децата со посебни потреби, не можам да не кажам дека не гледам јас во моментов и мислам дека тоа беше најважно дури и во услови на COVID-19, посебен однос кон точно таа категорија на деца со попреченост и нивната вклученост, бидејќи тие и така се изолирани, а сега во услови на локаут можам да замислам што се случува со нив. Значи, јас сум една од оние кои што тврдат дека во услови на пандемија и COVID-19 само некој кој што нема смисол за хуманост може да иницира реформи во образовниот систем. Сите ние физички и психички допрва ќе ги видиме последиците, а особено децата. Затоа сите велат дека со внимание мора да се пристапува кон така наречените реформи. Завршувам со тоа, животната средина, нешто што е неразделно од здравјето, мислам дека подитно треба во долги постапки, во аргументирани со стручни лица да се одлучува за градење на регионални депонии, но исто така и за заштитата на животот на билките и на животните, и тоа еден ден ќе осамне во Уставот, бидејќи сами не може да го бараат. Зошто? Зошто е неразделно врзано за нашето физичко и психичко здравје. Последното ми е околу казнено-поправните и воспитно-поправните установи. Во компаративното управно право дека најнезаштитени или дека најчести субјекти кои бараат заштита од народните правобранители во светот се лицата во казнено-поправните установи, лицата во воспитно-поправните установи и во психијатриските болници. Јас потенцирам дека и кога е некој во затвор и кога е некој во процес на истражна постапка, останува човек и личност и дека треба да му бидат заштитени правата. Последното што сакам да го кажам. Ако народниот правобранител, како што е вообичаено, никогаш не се регрутира од политичари, верувајте ми, тогаш може да има и долг мандат. Меѓутоа, ако се регрутира врз политички критериуми и имал предходно политички функции, 8 плюс 8 е премногу долг период. Второто, завршувам готово. Ние, особено пратениците, мораме да имаме тесна соработа
правобранител. Зошто? Во Британија не поднесуваат иницијативи самите граѓани, туку ги доставуваат до пратениците и тие за да им докажат ги поднесуваат нивните пријави, значи до народниот правобранител, затоа е тоа една од најпочитуваната функција. Подитно комисијата, единствената постојана комисија, извинете, за слободи и права, мора да се активира. Имате реплика, ќе се до Да, благодарам. изјасните. Има реплика пратеничката Сонја Мираковска, повелете.